Добар ден, ученици. Јас сум Совче Христовска, оделенски наставник од Основното училиште Александар Македонски. Денеска ќе одржиме час по математика за пето оделение со следната наставна содржина. Периметар кај правилни и неправилни многоуголници, а целта на часот ќе биде да мериме и пресметуваме периметар на правилни и неправилни многоуголници. Што е периметар? Периметар е должината на обиколката околу една геометриска фигура. Периметар кај многоуголниците е збир од должината на сите страни на многоуголникот и периметарот го означуваме со големата латинска буква Л или Л. Многоуголниците можат да бидат правилни и неправилни. Правилни многоуголници се оние кај кои сите страни се со иста должина. На слайдот гледаме неколку правилни и неправилни многоуголници. Правите страни кај многоуголниците ги мериме со линијар, а за кривените страни може да ги измериме со конец. Сега да решиме неколку задачи. Да го пресметеме периметарот на триаголник со страна 19. Од задачата гледаме дека кај овој триаголник сите страни се со еднаква должина, што значи се работи за рамностран триаголник. Периметарот кај рамностраниот триаголник го пресметуваме така што 3 го множиме со А, односно со страната, во овој случај со 19, 3 по 19 мм, тоа е 57 мм. Или страната 19 ја собираме 3 пати, што значи периметарот на триаголникот е 57 мм. Понатаму да видиме колку е периметарот на квадрат со страна 13 см. Знаеме дека кај квадратот сите 4 страни се со иста должина, по тука периметарот на квадратот ќе биде еднаков на 4 по А или 4 по 13, при што добиваме дека периметарот на квадратот е 52 см. Да видиме сега колку е периметарот кај правоаголник со должина 23 см и ширина 9 см. Периметарот кај правоаголникот го пресметуваме по формулата 2 по А плюс 2 по Б, затоа што знаеме дека кај правоаголникот двете спротивни страни се со иста должина. И затоа запишуваме 2 по 23 см плюс 2 по 9 см, тоа е 46 см плюс 18 см и добиваме дека периметарот на правоаголникот е 64 см. Доколку го знаеме периметарот на квадратот, страната ќе ја пресметаме по формулата А е еднакво на Л поделено со 4. Ако го знаеме периметарот на правоаголникот и едната негова страна А или Б, непознатата страна ја пресметуваме по формулата А е еднакво на Л минус 2 по Б делено со 2. Ако ни е непозната страната А. Ако ни е непозната страната Б, тогаш запишуваме L минус 2 по А поделено со 2. Понатаму, колку изнесува страната на неправилен четириаголник со периметар 135 см и страни 27 см, 37 см и 42 см. Запишуваме 135 см е еднакво на 27 см плюс 37 см плюс 42 см плюс х. Со х ја обележуваме страната која што ни е непозната, односно страната која што треба да ја најдеме. Понатаму запишуваме дека 135 см е еднакво на 106 см, значи ги собираме страните кои што не се познати, плюс х, и од овде х ќе биде еднакво на 135 см минус 106 см, од каде добиваме дека непознатата страна изнесува 29 см. Што е важно да запамтиме кога пресметуваме периметар? Кога пресметуваме периметар на многоаголник, важно е да запамтиме дека сите страни треба да ни бидат со иста мерна единица. Значи не можеме да пресметуваме периметар на правилен или неправилен многоаголник доколку сите страни не ни се со иста мерна единица. За домашна работа од учебникот по математика решете ја првата задача на страна 83. Довидување, ученици!